Одобрениот кредит во вредност од 1,5 милиони евро од Македонската банка за поддршка на развојот нема да биде доволен за целосна изградба на филтер станицата, која е неопходна Југохром да добие еколошка дозвола за работа. Од раководството на комбинатот велат дека останатиот дел од парите потребни на системот за отпрашување ќе го обезбедат самите и се надеваат дека во јуни наредната година станицата ќе се заврши, а со тоа ќе стартува производствениот процес. Синдикатот на Југохром пак ќе бара владата комбинатот да започне со работа на пролет, паралелно со изградбата на системот. Се надеваат дека ќе добијат позитивен одговор, затоа што, како што велат, и кога не работи комбинатот, воздухот во Тетово е екстремно загаден. Март, април ќе барам уклучување на печките на Југохром, бидејќи луѓето се без екзистенција, да се врата на работа, да се почне со работа и Југохром мислим дека е потребно и владата да ни дозволи на тој чекор од синдикатот. Од Еко Герила велат дека тетовци дишат многу почист воздух за разлика од порано кога Југохром работел. Посочуваат дека стартувањето на производството без филтер станицата ќе придонесе Тетово пак да се најде на врвот во светот како најзагаден град. Ова е многу важно за да се избегне големото загадување што ни доаѓаше претходните неколку години од страна на Југохром. Значи, секогаш сме кажале не сме против работа на Југохром со филтри, но работата без филтри е многу штетна за сите граѓани на Полошкиот регион. Оџаците на Југохром не чедат 2 години, откако државата му стави катанец поради неисполнување на еколошките стандарди за работа.